Така честито. Сакам што многу вака иницијативи на индивидуални инспиративни за сите. Град Ромзур, Скопје. Секоја чест. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, благодарам што ви има денеска во ваков голем број, заради тоа што се работи за еден исклучително позитивен настан. Одлучивме јас, Министерката за труд и социјална политика и потпредседателот на владата за економски прашања, да споделиме дел од нашето работно време, за да потврдиме, да охрабриме и да се заблагодариме на една прекрасна иницијатива на македонски компании кои што ја отвориле и представува одличен урнек, пример и инспирација за сите други компании во државата. Се работи за иницијатива која што самите компании во разговор со синдикатите, со своите вработени и менеджерските тимови одлучиле да овозможат дополнителни 3 месеци породилно оболедување на мајките по раѓањето на своето детенце, кое што како иницијатива на вистина благопријатно влијае на сите, знаејќи дека е важен и од огромна важност во животот на сите граѓани делот на негувањето на семејството, на грижата на децата, кој што исто така има позитивен фидбек и врз севкупната продуктивност во нашето општество, кое што на некој начин им се враќа на компаниите. Ваквите иницијативи сакаме да ги поддржиме заради тоа што навистина социјалниот аспект, солидарниот аспект и аспектот на негувањето на млади генерации во здрав дух, кои што ќе живеат повеќе со своето семејство, каде што мајката ќе посветува поголемо внимание, е нешто многу важно за нас и верувам дека ќе биде практицирано од многу други компании понатаму. Денеска имавме прилика да им доделиме награди, но и да отвориме можности кои што законите веќе го даваат како можност или законите кои што се во постапка ќе го доправо возможат како можност за равноправното породилно боледување за и татковците, можноста за комбинирани делови на породилното боледување на мајките и на татковците, но отворивме и можност да поразговараме за законот за работни односи, кој што е во почетни фази на дебати, каде што навистина ваквите иницијативи за нас е дополнителна мотивација, да овозможиме дополнителна флексибилност на работното време, со клизното работно време, со она што значи дополнителна адаптираност на работниците и потребите на работодавачите, кое што нешто произлегува и од синдикатите, но и од стопанските комори во нашата земја. Така да, уште еднаш испрекам сериозна порака на поддршка на ваквите иницијативи и апел до што е можно повеќе компании во нашата земја да практицираат вакви позитивни примери. Благодарам, председателя. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, денеска ми е навистина важно што сме на овој настан заедно со премиерот и со вице-премиерот, на кој што 6 компании македонски добија признание, затоа што навистина се општествено одговорни од една страна, но од друга страна за прв пат покренаа самостојна иницијатива каде што се прикажува дека компаниите се грижат да се избалансира работниот живот со приватниот живот, а тоа е потребно за да имаме многу поквалитетни, попродуктивни работници, но исто така и покажува дека тие се грижат да имаат квалитетни работни места. И токму затоа сметавме дека ние како влада, како институција ова треба да го поддржиме, да го поттикнеме и останатите компании да го прават и да покренуваат ваков тип на иницијативи. Законот за работни односи секако треба да постигне како нов современ закон за работни односи кој што Македонија со години го немаше, една флексибилност и сигурност на работникот, што значи дека треба да ги задоволиме двете страни и работодавачите и работниците, дека преку ваков тип на иницијативи и работниците и работодавачите се приближуваат едни кон други, имаат заеднички интерес, а тоа е подобра економија, попродуктивни работни места, поплатени работни места. Јас сум сигурна дека тоа ќе го постигнеме и токму затоа сметам дека на овој ден треба да им честитаме на сите компании кои што поведоа една ваква иницијатива. Сакам да истакнам посебно дека тоа беше самостојно и едни од други ја прифатија иницијативата, што покажува дека Македонија се развива и станува многу посолидарно општество кое што се грижи за секој граѓанин. Благодарам.